И од тука ќе продолжиме со нашата проповед, да отвориме во Судии 7 глава. Книга на Судиите, 7 глава. Откако Гедеон ги добил и двата посакувани знака, за да се увери дека Господ му зборува, дека со него имал работа, не со некој лажлив дух или со некоја измама. Сега во 7 глава се случува самата битка против мадијанците. Почнуваме да читаме од првиот стих. Јероваал, односно кој е тој? Самиот Гедеон, според прекарот што го добил, заради она страшно дело што го направил, зашто читавме минатиот пат. И сиот народ, значи Јероваал, односно Гедеон, и сиот народ што беше со него, тргнаа рано утрината и се сместија во Ен-Харод. Медијанскиот пак логор беше на север од него, кај ридот Море во долината. Каде се овие места поточно, може да ги побарате на библиски карти, на интернет или прашајте и вештачката интелигенција да видиме што ќе рече таа. И Господ му рече на Гедеон: со тебе има многу народ. Еве повторно технолошки вишок. Во Божјата војска постои технолошки вишок. Зошто има многу народ? И дури вели, не можам да ги предадам мадијанците во негови раце. Зошто? За да не се возгордее Израел пред мене и да каже што мојата рака ме спаси. Што кажав минатиот пат? Господ го бира, Господ ужива и сака да го бира тоа што е слабо, за да го порази она што е јако. Да ги порази сите оние што се надеваат на својата сила, се фалат со својата сила, со своите таленти, со своите успеси, и така натаму. Сега, кај Гедеон се изговараше дека е слаб и никаков за улогата за која што е избран. Туку сега Господ вели, има премногу народ во твојата војска. Има вишок луѓе во твојата војска. Не ми се потребни толку. Како што Исус Навин сватил дека не се потребни 12 сугледувачи, доста беа 20. Сега 30.000 народ израелски, кој што тргнал во војна, Господ сака не да го десеткува, туку процентуално што? Ај ќе видиме. Се сеќавате колку? Значи, 1%. Така му доаѓа. Да читаме понатаму. Третиот стих. Затоа разгласи да чуе народот и кажи им, кој страхува и е плашлив, нека се врати и веднаш нека оди на гората Галаад. При оваа заповед, видите сега, Гедеон им зборува, како и на времето Исус Навин, како на времето Мојсей пред нив. Гедеон им зборува на луѓе. Луѓето не знаат што му кажал Господ на Гедеон, на водачот.
народот се што слуша, што водачот потоа нив ќе им разгласи, ќе им соопшти. И народот прв пат ова го слуша. Кој стравува и е плашлив, нека се врати веднаш и нека си оди дома. Што се случува после оваа заповед? И се врати од народот 22.000 мажи. Што мажи бе овој? 22.000, а 10.000 остана. Значи колку беа вкупно? 32.000. Вау! Мнозинството биле плашливци. Дали е тоа секогаш така? Дали е тоа секогаш така? Го видевме коркачлокот на еврејските водачи во Христово време. Ако оставиме цел народ ќе отиде по него и ќе дојдат римјаните ќе не упропастат после. Кај вие верате, нели чекате Месија против римјаните? Сега римјаните испаднаа посилни. Сега немаме друг бог освен Цезарот, аџи Цезар е поголем и од Јехова. Каде отиде верата на толку учени теолози? Во ВЦ отиде. Или кои други коркачи? Ајде не споменувам современи примери. Коркачлукот е многу присутен во Божиот народ. И кај водачите особено. Повеќето 22.000 се вратили. Што мислите како се чувствувал Гедеон? Во Патриарси и пророци Елена Вајд вака вели. Гедеон ја послушал Божјата заповед, но со тешко срце гледал како 22.000 луѓе или повеќе од 2/3 на целокупната војска се подигаат и се враќаат дома. Со тешко срце. Кој генерал би сакал неговата војска да се десеткува, да се намали, пред воопшто да почне битката? Кој би сакал? Со тешко срце. Што се случува понатаму? 4 стих. И му рече Господ на Гедеон, народ се уште има многу. Вау! Колку стана? 10.000. И од 10.000 се уште се многу. Дали може да се замислите како би се чувствувале да бевме ние таму? Како би се чувствувале да бевме ние таму? Сега и 10.000, значи, повеќе од 2/3 си отишле, останало помалку од 1/3, и сега и тие се многу. Кој технолошки вишок. И сега нов тест. Народот се уште има многу. Одведи ги кај водата. Таму ќе ти ги одберам. Значи, нова селекција сега. За кого ќе речам да оди со тебе, нека оди со тебе. За кого ќе ти кажам не треба да оди со тебе, нека не оди. Види сега, не му кажува однапред што е тестот. Туку, нека отидат кај потокот да се напијат вода. Пети стих. Тој го одведе народот кај водата и му рече Господ на Гедеон. Кој лока вода со јазикот свој? Значи, кој со глава се спуштил
до водата, како што лока куче, него стави го на страна. Исто така и оние што клекнуваат за да пијат вода. И бројот на оние што лока со уста од рака, че само колку вода може да собереш со човечка дланка. Само тие што така си го наквасија грлото, изнесуваше 300 мажи, бројот на таквите. А сиот друг народ клекнуваше на коленици за да пие вода. Од 10.000 сега само 300. Значи, колку се останат? 9.700. Од 10.000, 9.700 се технолошки вишок. Уау! Како би се чувствувале ние? Да бевме тогаш и таму и прв пат да ги слушаме овие зборови. И му рече Господ на Гедеон, со тие 300 ќе ве спасам и ќе ги предадам медијаните во рацете ваши, а сите други нека си одат секој во своето место. 8 стих. И тие ја зедоа храната од народот за себе и трубите нивни, и Гедеон ги пушти сите израелци да се вратат дома, а задржа ке себе 300 души, медијанскиот логор пак беше подолу од него во долината. Колку броја непријателите? Значи, медијаните и амаликијците, мадијанците и амаликијците заедно. Во 12 стих вели: големо множество како скакулци. Камилите нивни беа безброј. Тука не се кажуваат ниту илјади, ниту десетици илјади, ниту 200 милиони од Откровение. Тука се употребува зборот безброј. Не знам вашите преводи како гласат. Безброј, големо множество како скакулци, камилите нивни безброј, беа многу како песокот на морскиот брег. Замислете. А израелската војска од само 32.000 мажи требало да се намали прво на 10.000, а и тие беа многу, вишок, и Господ решил да војува со овие само со 300 души. И спартанскиот крал Леонид имал на располагање само 300 души на Термопилскиот теснец против големата персиска војска. Како би се чувствувале да бевме ние во овие 300 души? Кои биле овие 300 души? Кои биле овие 300 души? Еве да прочитам некои убави цитати од Елена Вајд на оваа тема, патриарси и пророци. Во Израел бил закон секој пат пред поаѓање во битка да се објави пред целата војска. Што? Еве, 5 Мојсеева 20 глава, 5 до 8 стих, цитира Елена Вајд. Кој изградил нова куќа и не се селил се уште во неја, да се врати дома. Значи, да не случајно загине во битката, па џабе градал нова куќа. Не можел да се израдува на новата куќа и на новиот стан.
кој насадил лозие и се уште не обрал, значи се уште не јадал од тоа лозие, и тој нека си оди, нека се врати дома, за да не загине во бојот, и друг да му го собере. Кој се верил, а не се оженил, или тазе оженет, нека се оди дома, да не го земе, да не загине во бојата, друг да ја земе неговата вереница. И во војдите морале да го нагласат и ова, кој е плашлив и малодушен, нека си оди и нека се врати дома. Зошто? Видите, ова не е сега за случајот со Гедеон, ова од порано било кажано во времето на Мојсеј. И тогаш било кажано, кој е плашлив и малодушен, нека си оди, нека се врати дома. Зошто? Его ефектот на демократијата што се виде кај мнозинството согледувачи, за да не ги направи плашливи срцата на своите браќа како неговото срце. Господ го веќе преку Мојсеја. Значи, коркачлукот е заразна болест во Божиот народ. Самиот Гедеон, вели Елена Вајд, се вчудовидел кога Господ му рекол оти неговата војска е премногу голема. Зошто? Господ ја видел гордоста и неверноста во срцата на присутните. Загрејани со возбудливиот повик на Гедеона, тие биле готови да се одзвијат, но кога ги виделе огромните маси мадијанци, кога виделе тоа безбројно мноштво, кога ги виделе турците, мнозина се уплашиле. Толку била верата, како северџански пасош. Многу кратко. Сепак, тие си се исплашиле, што си се исплашиле, сепак, во случај израелците да победат, истите тие, коркачите, наместо победата да му ја припишат на Бога, сета слава би ја присвоиле за себе. Таков е коркачкиот карактер. Сега, она реченица што веќе ја прочитав, Господ ја послушал Божјата заповед, но со тешко срце гледал како 22.000 луѓе или повеќе од 2/3 на целокупната војска се подигаат и се враќаат дома. А тогаш повторно му дошла реч од Господа, народ се уште има многу. И понатаму тоа што веќе го читавме од Библијата, но еве го главниот пасус што сакам да го прочитам како нејзин коментар. И добра лекција за сите нас денес. Карактерот често се става на проверка со наједноставни средства. Се согласувате? Посетли некои ситници, дури и такви што често се повторуваат, да не речам секојдневни, кои што представуваат испит за нашиот карактер. Оние кои во мигот на опасноста мислеле само на тоа како да ги задоволат своите потреби, внимајте, ово се однесува за 9700-те. Значи, тие што веќе беле, што останале, што не се вратиле сами од коркачлук дома, значи не биле во тие 22.000, туку сега овие другиве што требало овие сега да се селектираат, да се изрешетаат, оние кои во мигот на опасноста мислеле само на тоа како да ги задоволат своите потреби. О, ми се пие вода, ако треба да ја изљокам цела вода, оти може би ќе загинам и тоа ќе ми биде последно. Последно јадење, последно пиење, последна лапачка, последна уживанција, било каква. Така размислува грешната природа. Мислам само на себе.
Еве, ја отворено ќе кажам, како што и брат Борче со право вели за некои примери. Имаме такви поднаводници верници, кога сме им потребни, кога имаат материјална потреба, уште први ќе се нацрта тука са бајле, секоја сабота, сега заврши света вечера, му се реши проблемот, еве го 2 саботи никаде го нема. Тоа е верник. И сега таквиот, јутре ќе ми се лути, ако зашто не го третирам исто како што го третирам брат Андреј или некои од други посветени верници. Епа така е. Што сееме, тоа ќе си жнееме. Само неколкумина од нив на брзина зеле малку вода со рака, на готовс, така, спремни за борба. Мислите, паметот им бил во предстојната битка. Ако треба ќе се навлажам само, ќе наквасам грло, јазик, ништо повеќе не е потребно моментално. Со рака испиле и тргнале понатаму, повеќето се спуштиле на колена и удобно пиеле преку мера од површината на водата. Зошто? Затоа што тоа е себичност. Тука не било проблемот колку вода се испил, проблемот е тука се открил карактерот. Дали сум себичен? Дали мислам на тоа како јас поубаво да поминам, да искористам, да лапнам нешто што е можно повеќе? Како јас да се офајдам во било која ситуација, во војна, во мир, во било каква ситуација? И потоа како заевки му ја дувнам некаде, во Дубај, откако ќе се офајдам? Или мислам на Божјото дело, на Божјото Слово и сум гладен и жеден за Божјата праведност и Божјата слава да се открие во овој свет. Сите други, освен овие 300, значи, добиле дозвола да се вратат дома. Знаете, кога денешните војски вака би постапувале? Постојат се уште земји, во Грција знаме така, во Русија сигурно, кај што се уште постои, во Израел дури и за жени, замислите, и жените имаат воена обврска. Сега ќе го враќаат, да, во овие наши земји во регионот. Значи, замислите, од сите регрутирани, мобилизирани војници, кога престои војна, напад, било што, замислите вака да постапуваат властите, да им дозволуваат, секој кој сака, кој се плаше, се врати дома. Се прашувам, колку мине тоа би го направиле? Кога денес вака би постапувале со денешните војни? Повеќето сигурно, да. А што викаш заедно, прашање е дали сите. Дали ќе останат генералите без војници? Божиот избор паднал врз оние малубројни кои не сакале поради задоволување на личните потреби да се задржуваат при извршувањето на своите должности. Нив Бог можел да ги поведе и преку нив можел да го ослободи Израел. Запаметете следна реченица. Успехот не зависел од бројот. Имам видено и на Фейсбук се врти една мисла почесто. Твојот успех не зависи од твојата сила, твојот памет, твоето богатство, или твојот имот, твоите способности, зависи од Божијата благодат, од Божиот благослов. Успехот не зависел од бројот. Значи, што ако се тие безброј песок морски, добро, нека се. Успехот не зависи од тоа.
ослободувањето Бог може да го изврши со мал број, исто како и со голем. И сега оваа реченица, последната од пасусот во Патриарси и пророци, 583 страница во македонскиот превод. Тој се мисли на Бог, бидејќи Бог може да го изврши ослободувањето и со мал број, како и со голем. За него е сеедно. Но тој, Бог, не се прославува толку со голем број, колку со карактерот на оние што му служат. Значи, што е поентата? Видовме коркачите, да останеа сите коркачи, Господ пак ќе го ослободеше Израел, така? Но тие ќе се фалеа со победата како нивна заслуга и тие ќе ја припишеа победата на себе наместо на Бога. Вели Елена Вајд, што очитавме порано, сета слава би ја присвоиле за себе. Замислете. Во примерот со Гедеон, во оваа глава учиме дека на Господа не му се потребни коркачи во Божиото дело, во Божијата црква, во Божиот народ. На Господа не му се потребни измамници, не му се потребни прелюбодејци. Имавме и такви случаеви, нека и нас тука. Не му се потребни било какви, ајде да не ги наредувам, да не ги редам повеќе. На Господа му се потребни само верни души и тие од секогаш биле малцинство. Јас на почеток реков 1%, сега не се ниту 1%. 300 души од 32.000 се помалку од 1%, така? 1% бил 320. Помалку од 1%. Замислите каков остаток е ова, помалку од 1%. Со колку верници се фали денес големата заедница, да не ја споменувам по име? Со 20 милиони, тоа е исто стар податок, не знам денес како се фалат, колку членови има. Замислите сега 1%, ај кажете ми 1% од 20 милиони. Ајде, природна апликација. Повеќе од 44.000, да, мене не ми беше паметот за споредба со 144.000. И нема да коментирам каков е тој број. Се сеќавате пак на друг цитат? Боче сеќаваш на тој цитат за проповедниците кога зборува Елена Вајд? Ни 1 или 2 на 100, како бе? Во 20 ниту 1? А тоа беше, едното беше за верници, а имаше еден за проповедници. Од 20 ниту 1 не се спремни да го затворат, мислам вака гласеше, да го затворат својот животен век. Значи не се спремни за, ако сега умрат, не се спремни за влез во Божито царство. Од 20 верници ниту 1 или 1? Што е тоа? 1/5, или? Секогаш Господ има малцинство остаток, верен остаток. Малцинство. И секогаш тоа малцинство се нарекува избраните. Зошто е тоа така? Видите, гледате, ја се задржувам на ова, бидејќи тоа е битно за нашата лекција. Сега, не е многу битно да прочитаме, ама ќе го прочитаме, бидејќи е славно.
како сега Господ го поразил тоа мноштво, ќе го прочитаме, како и многу други вакви примери низ библиската историја. Но она што е битно за нас е ова што досега го читавме. И од Библијата, и од патриарси и пророци. Дали забележавте колку Елена Вајд пошироко и подлабоко објаснува што е проблемот. Во Библијата се што прочитавме е да не речат, а кога ќе победиме, да не рече ова мноштво, мојата рака ме спаси. Значи, само тоа прочитавме во Библијата. Дали забележавте, но Библијата не кажува зошто од тие 10.000 требаше сега да се намали бројот на 300 души. Што било проблемот со тие што локаа на коленици? Види како Библијата, Духот на пророштво објаснува во детали, за да сватиме што е проблемот. Ова е лекција и за мене, и за сите. Значи, јас самиот исто така се учам од ова, како и вие. Јас не сум некој учител. Учиме од Божјето Слово. Практични инструкции, практични совети и практични примери за да си го согледаме нашиот карактер, да се видиме себе си, да се видам себе си така како што Бог ме гледа, а не како што јас си вообразувам. Да се видам себе си како што Бог ме гледа. И кога тоа ќе го сватам, дури и да е многу поразително, дури да е многу страшно, тоа ќе биде благослов. Тоа ќе биде почеток на еден вистински посветен живот, живот на силна вера. Сакав да кажем еден коментар за време на пауката, разликата помеѓу верата и делата, кога постои брат Зоран прашање дали Павле и Јаков си противречат. Не, Павле зборува се дека се оправдуваш со вера, Рава конкретно, а Јаков само кажува дека таа вера со која што се оправдуваш е жива вера, која што подразбира дела. Значи, Рава си била блудница пред да дојде Божјето Слово до неа. Си била блудница во стариот живот, неверниот живот. А што мислите кога веќе станала израелка и почнала да живее со израелскиот народ во ветената земја, си отворила таму бордел? Јас, да кажа како некој калвиниста, јас сум си спасена со вера, не се битни делата, бидејќи сум спасена со вера и ќе си продолжам јас со стариот бизнис. Тоа е тоа. Се разбира, не, тоа е утната работа. Дали блудницата на која што Христос и простил во Јован 8 глава и на која што ја рекол ни јас не те осудувам, оди и не греши повеќе, и отишла во иднина, сгрешила на ист начин, продолжила да блудствува и во иднина, ама ми требаат парички, кога и претребале парички, посакала пак да блудствува? Се разбира, не. Средбата со Исуса носи жива вера, живата вера носи посветени дела, Божии дела во твојот живот. 16 стих, малце скокаме. Добро, да го прочитаме и тој дел што сакав да го скокнам. Значи, од 13 стих. Откако прочитавме колкаво мноштво биле непријателите, Гедеон дојде и ете еден му го раскажува сонот, некој сонил сон, му го раскажува сонот на друг и вели: сонив дека еден тркалезен јачменов леп се тркала по мидијанскиот логор и откако се оттркала до шаторот, удри во него така што тој падна, го собори и шаторот се растури. Другиот му одговори:
Тоа не е ништо друго, туку мечот на Гедеон, синот на Јоас, Израелецот. Бог ги предал во рацете негови мадијанците и целиот логор. Сега Господ го охрабрува тие 300 души, ги охрабрува и со еден ваков сон. Иако биле доволни и претходните ветувања, дека тој веќе го предал непријателот во Гедеоновите раце. Понатаму Господ му вели, Гедеон сега ги го храбрува сите останати, што не го слушнале сонот, станувајте, Господ го предаде во рацете ваши мадијанскиот логор и ги распореди 300 мажи во 3 чети, значи по 100, и на сите им даде по една труба и празни стомни, и во стомните свеки. Видите со кое оружје, па сега. Овој помалку од 1% десеткувана војска. Сега па со кое оружје овие требале да се спротивстават? Што па свеки? И им рече, гледайте ме мене и правете го истото. Ете, јас ке се доближам до логорот. И што ќе правам јас, тоа правете го и вие. И што направиле? Сега се случува малку физика, помешана со метафизика, со Божијата сила. Како што мисле и за ерихонските ѕидови некои, дека се случила физика. Може би, но не само физика. И дојде Гедеон со 100 мажи кои беа со него, значи во неговата чета, до крајот на логорот, околу почетокот на средната стража, ги разбудија стражарите. Значи, овие спиеле, убедени во својата сила и надмок. Значи, ова било рано наутро, што му овие спиеле. Затрубија со трубите и ги скршија стомните што беа во рацете нивни. И затрубија сите 3 чети со труби и ги скршија стомните и ги држеа во левата рака свеките, а во десната рака трубите. Трубеа и сите извикуваа мечот Господов и Гедеонов. Само тоа правеле. И секој стоеше на местото свое околу логорот, значи не тргнуваа напред, само ова го направиле. Само ова било заповедано и само ова го направиле. Додека тие 300 мажи трубеа со труби, предходно, тогаш во целиот логор се растрча, развика и почнаа да бегаат непријателиве, ги фати паника. Додека тие 300 мажи трубеа со труби, Господ го сврте мечот на секого против другарот негов. Значи, целото тоа безбројно мноштво ги зафати паника од Господа. И почнаа да се колат меѓу себе. И значи, израелците што правеа? Ништо не правеа. Тие беа вооружени само со веќе немаа ни стомни, значи само труби и свеки. Нема ни мечеви, ни копја, ни штитови, ништо. И војската бегаше до Бет Шит кај Церер, се до пределите на Авел Мехола, близу до Табат. Тогаш израелците од племето Нефталимово, Асирово и од целото племе Манасиево беа повикани и се впуштија по мадијанците. Сега овие изрешетаните се вклучија и тие, но кога овие веќе бега. И Гедеон испрати гласници до целата гора Ефремова да кажат: излезете им во пресред на мадијанците и заземете и ги премините во водите на Јордан, значи се граничните премини, блокирајте ги граничните премини, до Бет Бара, и беа повикани сите ефремци и ги зазедоа премините во водите на Јордан до Бет Бара. И ги фатија двајцата мадијански кнезови, Ореф и Зеф. Ореф го убија кај карпата на Ореф, затоа така ја нарекле,
а Зев кај Зевовата преса, затоа така ја нарекле, и ги гонеа мадијанците. Главите пак на Орев и Зев му ги однесува на Гедеон од она страна на Јордан. Не само што Господ ја намалил војската на само 300 души, за разлика од спартанците, и овие 300 души не се бореле со мечеви, копја, лаки стрели, тогашното оружје на било која војска. Туку Господ им наредил само да кршат стомни, да трубат со труби, и во тоа рано сабајле, кога може би се уште било и темно, да светат со свеки и така да створат илузија кај непријателот дека овие се повеќе од нас, безбројните. И така победил. Ако се вратиме на цитатот од Елена Вајд, успехот не зависел од бројот. Успехот зависел од што, дали можеме да одговориме на тоа прашање. Ако успехот не зависел од бројот, дали зависел од технологијата, колкаво е вооружувањето, опремата, од што зависел успехот? Од верата во Божијата Слово, послушноста кон Божиите заповеди. Колку е тоа едноставна формула, а дали е едноставно тоа да го применуваме во нашиот живот? Ако не е, зошто не е? А тогаш кога е, зошто е? Сте имале ситуации во вашиот живот, особено во вашиот духовен живот, кога се ви оди како подмачкано? Јас сум имал. А други ситуации каде што и со глава во ѕид да запнуваш, не оди, па не оди. Зошто е тоа така? Нека му е фала и слава на Господа. Амин.